Серијата пожари во Скопје го крена нивото на вознемиреност, што го вклучува и прашањето за здравствената состојба на луѓето, но и нивната безбедност. Но освен околу безбедностната состојба, имаме и политичка димензија околу сето ова што ни се случува изминативе 2 недели. Во ова издание на Тренинг соговорник е Тоше Зафиров, политиколог, поранешен советник во кабинетот на председателот Пендаровски. Добро дојдовте во емисијата. Добро Недов. Господин Зафиров, колку се издржани тврдењата дека одредени центри на моќ натре и меѓународни и надворешни фактори се обидуваат да ја дестабилизираат државата? Моје мислење е дека тоа е многу изнасилена и пребрза изјава, која што премиерот ја даде, затоа што повлекува неколку консеквенции и во најмала рака го пали алармот во неколку институции државни, меѓутоа од кога сме членка на НАТО, го пали алармот, претпоставувам и кај НАТО. И сега два моменти се важни. Првиот момент е дека во принцип во вакви случаи би требало да нашите безбедносни структури настапуваат превентивно. Во овој случај претпоставувам дека намерата е да се сврти вниманието кон она што премиерот го тврди, меѓутоа се изоставува дело дека можеби ваквото тврдење ќе предизвика паника. И сега по ланецот на случувања кои што би требало да се случуваат после едно вакво тврдење, би требало во најмала рака се свика Совет за безбедност, кој што советот давно тело во рамки на кабинетот на председателот, односно председателката во случајот, и да реферираат сите директори на безбедносните структури и агенции, за да сепак се види за какво тврдење и кои се индициите од аспект на ова. Од кога сме членка на НАТО, сето ова се префрла и во Северноатлантскиот совет, односно комитетите во рамки на НАТО, кои што исто така би требало да ја разгледаат ситуацијата, односно кои се хибридните напади, затоа што во рамки на еден од слобовите практично на НАТО е и кризното менаџирање, што претпоставува дека овозможува механизми на помош во вакви ситуации како што тврди премиерот. И во најмала рака врзано со ваквиот тип на пожари, имавме ваква интервенција, ако се сеќавам, и поплавата во Стајковци, помош со НАТО механизам, така да мислам дека не треба да се избрзува, треба добра проценка да се направи пред било какво ваков тип на тврдење да се изнесе во јавност. Господин Зафиров, дали препознавате разногласие во државно-владиниот врв? Мицковски предупредува од своевидна диверзија внатрешна и надворешно влијание. Од друга страна, председателката Силјановска не гледа потреба од свикување на Националниот совет за безбедност, иако пред месец дена, нешто повеќе од еден месец, на последната седница на Советот за национална безбедност ќе констатира состојбата е стабилна и под контрола. Не се очекуваат закани по безбедноста. Проблемите во соседството, институционалната криза во Косово и ситуацијата во Србија немаат директно влијание врз земјата, кој тогаш се обидува да не дестабилизира. Да, затоа велам, во најмала рака треба да ја гледаме и перспективата на граѓаните, затоа што ваквото разногласие одава впечаток дека или службите не се подготвени, или станува збор за некоја игра во позадина, што пак еднакво предизвикува прво сомневање и второ несигурност, особено кај граѓаните. Она што е симптоматично е дека и после вакво тврдење на премиерот се уште нема свикување на Совет за безбедност. Ако се сеќавам добро, според законските рамки и насоки би требало на секои 3 месеци да се создава Совет за безбедност. Не ме фаќајте за збор, мислам дека во овие години од мандатот на председателката Силјановска е свикан 2 пати, што значи дека би требало барем најмалку уште 4. Меѓутоа тоа е помалку важно, важна е ситуацијата и контекстот во кој што сега се наоѓаме. И при тоа, кон ова разногласие се надоврзува изјавата на министерот за внатрешни работи, која што практично во некоја мера го демонтира премиерот, затоа што нема детектирано како министерство такви извори на дестабилизација, барем до овој момент. За кус период акумулација на настани што создаваат паника и несигурност кај граѓаните,
Кочанската трагедија, складови со радиоактивен отпад, фемицид, убиство на млада девојка на мал простор, многу немир. Дали натрешните немири се привлечни за странските влијанија? Апсолутно да, апсолутно да. Мислам дека и една од филозофиите на тие странски влијанија, особено оние кои што се непријателски, преку прокси извори или центри во регионот, апсолутно целат кон фрагилни општества и држави во кои што политичкиот систем и институциите се корумпирани, неефикасни и со ненавремени интервенции. Да цитирам став од првиот министер за надворешни работи Денко Малевски, од неговата последна колумна во која тој пишува: некој сака да ја запали нашата држава. Проблемот е што верувам дека се е можно поделумното повлекување на американската моќ на Балканот. Дали сме жртва на случувања во круговите на српскиот свет или руската пенетрација во регионот? Јас не би исклучил ниту едно, ниту друго, меѓутоа пак ќе кажам од позиција во која што јас се наоѓам не би можел да тврдам, затоа што немам нити релевантни информации, а тие информации би требало да ги имаат Агенцијата за разузнавање и за национална безбедност и потоа по канали да ги дистрибуираат во форми во кои што се соодветни, пред се транспарентно кон новинарите и медиумите, па сите понатаму. Пак ќе кажам, бидејќи се сензитивни информации, меѓутоа има начини како тоа се комуницира, особено кон граѓаните. Зошто имаме недостиг од понуда на решенија за излез или решавање на проблемите, туку сме сведоци, јавноста е сведок на постојано меѓусебно префрлување на топката кој е виновен за во најмала рака стагнацијата на државата, нефункционалноста на институциите, еве и во случајот со пожарите. Да, вајс верса, тоа е класичната реторика која што ја слушаме преку три, да не претерувам, преку две децени. Јас мислам дека главниот проблем и ова е, мислам дека суштината на проблемот, на начинот на кој што функционираат политичките партии, тоа е внатрешпартиската демократија. Вас ви треба нормално е, природно е во секоја политичка партија субјект да има бран на нови кадри. Меѓутоа, ние тоа не го гледаме на начин на кој што налага една современа демократија и политичка култура. Во превод дека вие мора да имате внатре кредибилни кадри, луѓе со интегритет, кои што знаат што зборуваат и што прават, и интересот им е пред се државниот, без разлика дали се во опозиција или се на власт. Просекот на внатрешпартиска демократија според мерењата на Вестминстерската фондација од 40 сумарни поени е 22. Јас дури се сомневам дека е 22, сепак тоа е методологија, мислам дека е многу пониска. И во принцип ви имате ситуација во политичките партии во кои што имате структури кои што се дел од раководството и по долните линии имате своји протежија кои што би требало да ви го штитат грбот или да го амплифицираат вашиот став, тврдење и така натаму, за да ги заакнат позициите, и тоа се причинско-последични интересовни односи. И затоа е таа замка и тој одиум на првим внатре во политичките партии, потоа меѓу себе и рефлектирањето кон граѓаните. И ако приметувате, секој зародиш на независна листа или кандидат завршува, ќе бидам поблаг, трае кратко, затоа што моментот кога политичките партии ќе се почитуваат загрозени, трга негативната кампања или така наречената црна кампања со нештедење на алатки. Благодарам за гостувањето и издвоеното време да бидете дел од Трилинг. Ви благодарам за поканата.